со задоволство може да кажеме дека во овие 4 години успеавме да го измениме ликот на Велес. Од една просечна општина, во овој момент нашите сограѓани гледаат тоа, меѓутоа и оценувачите за работењето на локалната самоуправа имаат позитивно мислење за начинот на работењето на ова локална самоуправа, за работењето на градоначалникот, за комуникацијата на граѓаните со градоначалникот, за отвореноста на општината. Значи, првиот чекор што беше, што го направивме по освојувањето на локалната власт, беше да отвориме општината према граѓаните. Така да граѓаните на општина Велес имаат секој четврток непосреден контакт со градоначалникот. Началникот е тука со служби да ги слуша нивните потреби, да разговара за проблемите. Можеби не ги решаваме сите потреби и проблеми и не е возможно се да се реши, но секое време сме тука да ги слушаме нашите сограѓани, да ги слушнеме нивните барања, нивните желби, кои што се со различни диапазон од локалната самоуправа повеќе, па се до лични и други проблеми, но токму се ние за тоа тука. Истовремено, со задоволство може да кажам дека овој изминат мандат направивме нешто што за Велес беше заборавено во изминативе години од 90-та година па наам. Тоа е, дадовме свој допринос за остварување, односно отварање на нови работни места, што како градоначалник ме прави посебно гор, тоа е формирање и пуштање во употреба на индустријски зони. Малку може би чудно е кога ќе кажеме индустријски зони дека локалната самоуправа работи, но со задоволство гради. Но со задоволство можам да кажам дека Велес може би е единствена општина, со единствена локална самоуправа што со сопствени средства изгради индустријска зона. Во таа индустријска зона ние вложивме токму околу 2 милиона евра исплатени до денар на сите изведувачи. Токму на таа индустријска зона кај што никој не веруваше, а долго години се говореше во Велес, во близината на населеното место Каласлари, некогашните власти промовираа шведски села, промовираа се и се што потрошија грдни пари, меѓутоа не успеа тоа да го направат. Ние, за среќа на граѓаните, за наше големо задоволство, успеавме да го реализираме тој капитален објект и со задоволство можам да кажам дека таму во таа зона работат повеќе од 400 наши сограѓани. Го остваруваат своето право на работа, своето право на заработување на личен додаток, односно на остварување на плата. Во таа зона е лоцирана можеби и најсофистицираната фабрика за производство на компјутерски делови за автомобили, тоа е фабриката Маркарт, која што целокупна нејзина инвестиција негде околу 45 милиона евра. Но истовремено ние предложивме и понатаму со работење, односно со промовирање на нашите индустријски зони, така ја направивме индустријската зона Речани 2, која што целосно е распродадена исто така на површина од 14 хектари, каде што веќе имаме објект што работи, кој што и произведува, производствен погон имаме и неколку помали објекти што се градат, а во следниве денови, односно во текот на овие 2 дена ќе биде ставена на продажба и индустријската зона Мамутчево, која што полека, но сигурно ја подготвуваме за првите инвеститори, каде што веќе се е познат инвеститорот, тоа е словачката фирма Холц, која што ќе произведува печки за грејење на палети. Истовремено тука имаме и заинтересираност една македонска турска фирма која што побара да се подготви терен од 5 хектар за нивно лично производство. Така да се е во ред кога ќе се изработат проекти, кога ќе се направат улици, кога ќе се обезбедат игралишта, кога ќе се стават цветни аранжмани во градот. Меѓутоа, кога ќе се успее да се отвори и едно работно место, тоа веќе сме успеале, значи сме ја постигнале нашата основна цел. Економски препоред, полека, но сигурен нашата општина. Истовремено во нашата општина се изработени многу стотици проекти. Покрај овие 117 проекти што ги понудивме на нашите сограѓани, ние во меѓувреме преку соработката со Советот, изгласувањето на програмите за работењето на Советот, имаме реализирано во овој момент, до овој момент повеќе од 380 проекти. Јас се надевам дека со овој интензитет кај што работиме, дека ќе успееме да бројката да завршиме со повеќе од 400, бидејќи веќе имаме дадено
неколку нови налози за работа кои што во наредниот период очекуваме да бидат реализирани. Задоволството уште е поголемо што поминатото Велес беше град каде што водоснабдувањето представуваше сериозен проблем. Ние во меѓувреме успеавме да не само што успеавме да го вратиме кредитот што беше земен од претходните власти за промена на водоводната инфраструктура, иако не беше наменски потрошен, ние го вративме тој кредит и во меѓувреме успеавме да изградиме повеќе од 48 километри водоводни линии низ нашиот град. Меѓутоа не само водоводни линии, имаме изработено и десетици канализациони системи низ нашите населени места. Јас би набрал неколку проекти кои што се од исклучително значење за нашите сограѓани. Имавме кризни места каде што скоро секој втор, трет ден ни се случува сообраќајни незгоди. Со оглед на фреквенцијата на бројот на возила, со оглед на големината на Велес и неговата карактеристична поставеност, да напоменам дека Велес има околу 16.800 домаќинства, а истовремено има повеќе од 9-10.000 возила. Се говори за голема фреквенција на возила. На најкризните точки кај што имавме редовно сообраќајни незгоди, ние направивме кружни текови, каде што тие кружни текови од моментот на нивното поставување до ден денеска нема регистрирано ниту една сообраќајна незгода. Истовремено, успеавме да направиме повеќе од 110 и да реконструираме улици во нашиот град. Не само во нашиот град, туку и во околните населени места. Инвестиравме силно во образованието. Ќе напоменам неколку само проекти. Значи, комплетно сите училишни згради ги опремивме со училишта, ги опремивме со нови котли за грејење. Изработивме нови фасади, изработивме замена на покривите. Значи, успеавме да купиме нови инвентари, успеавме да изградиме и нови училишта. Тоа значи дека полека, но сигурно вложуваме во образовниот процес на нашите сограѓани. Со задоволство можам да кажам дека и во сегментот на детските градинки, во сегментот на згрижувањето на децата од предучилишната возраст, Велес е лидер во работењето и начинот на целокупниот тој процес. Да напоменам дека многу скоро во Велес ќе се отвори и првата детска градинка во населени места, односно таа ќе биде лоцирана во завршна фаза. Чекам дело што е договорен со Министерството за труд и социјална политика да се испочитува. Тоа значи да се опреми детската градинка, а ние веќе ја реновиравме салата, односно зградата кај што ќе биде сместена тој населеното место Каласлари. За да одиме кон други проекти. Истовремено во неколку населени места направивме водоводи. Тоа значи дека места каде што никогаш немало водовод, денеска нашите сограѓани од тие населени места имаат водоводи направени. Така направивме водовод во населеното место Новачани, потоа направивме водовод на населеното место Црквино, направивме водовод на населеното место Сливник, го средивме водоснабдувањето на населеното место Каласлари. Во меѓувреме донесовме и вода во најатрактивното место туристичко, тоа е езерото Младост, место каде што со задоволство можам да кажам дека после нашите најголеми туристички центри, како што се Охри и Доиран, па тука и Преспа, одма позади нив се наоѓа по број на посетеност, можеби и повеќе од тоа езерото Младост. Каде што успеавме да направиме патеки околу езерото, да поставиме летниковци, каде што поставивме канализација, донесовме водоводна линија во должина од 13 километра. Значи, полека, но сигурно ги средуваме работите од инфраструктурата. Во овој момент сме отпочнати со реализација на неколку канализациони системи, средувањето, тоа е во населеното место Товица, каде што ќе се работи со пречистителна станица канализација, која што пречистителна станица ќе значи многу за еколошката стабилност на езерото Младост. Да напоменам дека истовремено за неколку дена ќе почне и да се средува канализацијскиот систем во населеното место Сливник, значи континуирано вложувањата што ги работи општината се континуирани како во самиот град, така и во населените места, односно во селата. Да напоменам дека нема населено место, нема ниту едно село каде што општината нема изведено 1, 2, 3 проекти, негде и повеќе. Исто така имаме изградено, многу имаме вложено и во спортот. Значи го препородивме спортот во општина Велес,
каде што пред нашето доваѓање како локална власт не постоеше одбојката, ракометот, најпопуларниот спорт во Велес беше замран, беше на најниско ниво, воопшто не постоја ракометни екипи. Истовремено го саниравме теренот на градскиот стадион и со задоволство може да кажам дека општина Велес во моментот го има најдобриот терен за спорт, односно за фудбал во Република Македонија. Со помош на Фудбалската федерација на Македонија, со помош на самата општина, изградивме терен кој што е пример со висок квалитет терен и кај што можат да се одигруваат и меѓународни надпревари со сертификат од самата УЕФА и од Фудбалската федерација на Македонија. И останува уште да ги средиме трибинските простори во наредниот период и ќе имаме еден скромен, убав стадион. Во меѓувреме го живеавме ракометот во Велес. Оваа година, после 3 години од формирањето на ракометниот клуб Борец, за прв пат играме после 15 години во плейоф, во најелитната македонска ракометна лига. Повторно го формиравме одбојкарскиот клуб Борец, кој што исто така играше во плейофу одбојкарската прва лига. Во меѓувреме го ревитализиравме и боксот за прв пат после 26 години имаме боксерски клуб. Значи силно ги помагаме сите фудбалски клубови, се со една единствена цел да го зголемиме бројот на младите луѓе да се занимаваат со спорт повеќе отколку со други активности. Да напоменам дека при нашето доваѓање како локална власт имавме општинската фудбалска лига само 6-7 клуба. И имавме регистрирани негде околу 140-150 активни фудбалери во разни рангови. Овој момент во Велес има регистрирани повеќе од 1300 фудбалери. Тоа значи дека сме го постигнале ефектот за свртување на интересот на младите кон спортот. Да напоменам дека и имаме изградено неколку повеќе наменски терени во населените места. Тоа значи населеното место Вашино село, населеното место Иванковци, населеното место Каласлари. Ево сега сме во подготовка да почнеме во населеното место Црквино со изградба на повеќе наменско игралиште. Истовремено изградивме одлична фитнес зона во самиот градски парк со други пропратни содржини, каде што имаме и 2 тениски игралишта реализирано и каде што граѓаните на Велес во овие летни, пролетни, есенски периоди, поготово овој период во вечерните и раните утрински часови со задоволство го посетуваат ова атрактивно место. Значи, сето оноа што го имаме презентирано пред нашите сограѓани, успеавме да го постигнеме. Меѓутоа, нашите сограѓани истовремено знаат и каде и на кој начин се трошат парите на граѓаните. Во изминативе 4 години општина Велес во неколку наврата е прогласувана една од најуспешните општини. За до оваа година официјално бидеме прогласени во конкуренција од сите локални самоуправи, меѓутоа и од 9 министерства заедно да бидеме прогласени за најтранспарентна општина во Република Македонија. Тоа значи дека убедливо најтранспарентна. Тоа значи дека граѓаните можат да се информираат и се информираат во секој момент кои проекти се работат во општина Велес, колку изнесуваат проектите, кој е начинот на работењето на општинската администрација, кој е начинот на функционирањето на службениците, кога можат да дојдат у самата општина, на кој начин да комуницираат и сето она што е од витално значење за нашите сограѓани. Едноставно, задоволството е уште поголемо што успеваме тој континуитет на успешност да го задржиме и го држиме во моментов и така стартувавме и сега продолжуваме. На самиот почеток на делувањето во локалната самоуправа ветивме градежна офанзива. Од првиот момент се работи во општина Велес и овој момент на овие жешки денови што ги имаме денеска, повторно се работи во општина Велес. Без разлика дали било зимо, дали е лето, ние продолжуваме со активностите. Токму затоа се надевам дека негде околу 15 септември со задоволство ќе отпочнеме работењето на најголемиот проект, тоа е покриен градски пазар, кој што нашите сограѓани ќе го видат овие денови во 3D издание, со самото отварање на постапката, на тендерската постапка, и се надевам дека овој капитален објект со неговото почнување ќе решиме уште еден значаен горлив проблем. Тоа значи дека на 4000 квадратни метри површина ќе имаме модерен, покриен градски пазар,
малку поразличен од другите пазари што ги има во Република Македонија, но функционален кој што ќе ги задоволува потребите и на граѓаните што доаѓаат во тоа место да ги завршуваат своите работи, и меѓутоа и на луѓето што секојдневно работат на тој градски пазар. Со неколку реченици, општина Велес успеа во она што им го вети на граѓаните. Токму затоа во начинот на комуникација и работата, тоа сам не може градоначалник да го направи. Доколку нема една добра соработка со општинскиот совет, резултатите ќе изостанат. Во овој случај, ние сме задоволни од начинот како комуницираме со советот, по бројот на одржани седници, по бројот на предложени проекти и на крајот по отвореноста, транспарентноста и отчетноста што има оваа локална самоуправа. Само да нагласам уште еднаш дека градоначалникот секој 25 декември почнува, односно се излева пред граѓаните на општина Велес, дели отчет од куќа на куќа, транспарентно со слика, со збор ги известува граѓаните што се работи, што е сработено, каде се потрошени нивните пари, каква била ситуацијата пред да почне некој проект, каква е по завршувањето на другиот проект. Токму затоа една добра соработка помеѓу советот на општината и градоначалникот е една карика која е нераскинлива и која ги дава своите резултати.